Животот на човекот носи постепености. Значи, ништо не е нагло и света Параскева, која денес ја славиме, не отиде веднаш во пустина, затоа што тоа е најтешката лекција по суштина што човек може да ја здобие. Постепено сигурно одеше во некое училиште, па после тоа домашното воспитување го имаше, стана христијанка, брати нејзине епископ. Значи, претходно, пред таа да се замонашил тој. Што значи, крушата под круша паѓа, вели нашиот народ. Значи, ако имаш некого во близината од кој можеш да земиш пример, секогаш земаш пример прво од него. Света Петка, која станала возрастна, се одлучила монашки да живее и првиот нејзин подвиг бил во некој од цариградските манастири. Меѓутоа, кога човек напреднува, исто тоа како во учењето или во работата или во нешто, кога напреднува, сака уште малку повеќе. Затоа се одлучиле на најголемото што е познато во монашкиот живот, а тоа е пустинскиот начин. Зошто ќе рече човек тој е поголем од онај во заедница живот? Прво се учи монахот да живее во заедница, за потоа во пустината да ја однесе заедницата. Никаква смисла нема ако прво научи да биде егоистот и сам животот како самец, ако претходно ги немаме стадиумите на заедништво, може да го однесе човека во егоизам, да живее само за себе, да живее во самство. Меѓутоа тогаш кога прво живее во заедница, а после одбира како потежок начин на живот во пустина, тогаш ќе ја однесе заедницата во пустина. Нема да биде сам таму. Зашто смислата на христијанскиот живот, браќа и сестри, не е да самува човек. Ние сме створени од Бога да имаме заедница и тоа потполна заедница со Бога, а во Бога се сите оние со кои имаме заедница. И тогаш ние стануваме битија личности. Зашто личноста не подразбира индивидуализам, во смисла сам сум јас, егоист сум јас, само за себе сите мене треба да ми служат. Не, туку јас се подредувам на потребите на заедницата. Тоа се учи во пустина. Како ќе ми речете? Се учи со тоа што се сваќа животот прво во заедница со Бога. Денес може човек да се запраша, па како? Што правила таа во пустина? Со телефонот си гледала на интернет? Не, живее во 11 век Света Параскева, е певачка. Не постоела може ни трага од интернет. Меѓутоа, оди во пустина човек кој го разбира длабоко животот за да комуницира со Бога, како што денеска луѓето комуницираат преку интернет и во социјалните мрежи. Нејзиниот остварување
на полнотата е во тоа што со Бога има потполна заедница. И да го праша општо прашање, секако дека може. Да, тоа бил повикан човекот уште од времето на Адама и Ева. Само си промашал. Не требало да учи од Google сега, работи и од вештачката интелигенција, туку директно од Бога ќе ги земал. Тоа Света Параскева го прави. Се одлучува не да прима знаење од човек, преработено или некако извитоперено, туку да прима знаење директно од Бога. Човекот, ако се очисти, ако стекне пред Бога соодветно место и значење, тој може секогаш да комуницира, да добива правилниот одговори од Бога. Може би чудно изгледа за овој свет, како наместо да го прашаме вештачката интелигенција, нешто да го прашаме Бога, ама така го прашува Света Параскева. Затоа што стекнува доверба од Бога, дека тоа што е Божјо е и неизино. Се грижи за она што е Божјо како за неизино. Тоа е перспектива која треба да имаме сите ние. Со таква цел сме создадени. Да имаме перспектива да бидеме во потполна заедница со Бога. Затоа се одлучуваат подвижниците да одат во пустина. Не затоа што им знаат дека лесен живот им е, мирен живот им е во пустина. По пустината ништо не раѓа, и раѓа некои тревки, со нив да се храни треба човек. Ама има нешто, значи, поважно од тие тревки. Има нешто поважно од јадењето кое често пати многумина го смета за најважно во животот. Не, без јадење ние не можеме. Ниту Света Параскева можела без јадење. Ама може без некои јадења убаво сготвени и вкусни, наспрам јадењата кои ги дава пустињата. Некои суви и сушени плодови кои може да ги даде. Тоа е, браќа и сестри, она што во суштина ни го предаваат овие подвижници. Една најважна порака е таа дека животот со Бога е најважен, а се друго е второстепено, третостепено, петтостепено и така натаму. Човек кога одбира кого прв ќе го стави во животот, ќе го стави Господ. Тоа така го става Света Параскева. Затоа се друго смета за недостојно кој ќе се спореди со Господа. Ниту убавата јадење, ниту убавото облекување, ниту богатството кое може да го нуди животот, нити славата, ништо нема значење какво што значење има Господ, кој се знае и се поседува. Се е Господ, има во некое место каде што не е Господ. Не, браќи и сестри, само за нас створените битија важи дека не можеме да бидиме на две места во исто време. А Господ е секаде присутен. И таму во Епиватка да се роди Света Параскева и во Јорданската пустина каде што беше, а и тука во оваа црква.
И не престанува да биде и ни вчера, ни денес, ни утре ќе престане. Затоа што тој е Господ наш, ама треба да го знаеме тоа и да го живееме, не само да го почитуваме, да го живееме. Секаде присуството Божјо треба да го живееме, тоа да биде наш живот. Ако Господ е секаде присутен, тогаш тој носи се во единство. Не прави ние да бидеме во единство со Света Параскева. Ама како ќе бидеме во единство ако не ги извршуваме Божите заповеди? Нема да ни е срам да ја погледнеме во лице. Таја која како жена се одлучи да живее во Јорданската пустина, а ние не можеме да исполниме некои од Божите заповеди, кои се многу полесни отколку животот кој го одбрала оваа жена. Затоа е потребно да живееме со одговорност во животот, да бидеме одговорни. А тоа значи прво да го разбереме нормално смислата на тоа што го правиме, а потоа сосема одговорно да го правиме, зашто правејќи го пред заедницата, го правиме пред Бога. Заедницата е во Бога или треба да биде во Бога. Ако е заедница на лажговци и криминалци, не е во Бога, сигурно. Тука е Бог, Бог е секаде присутен, ама како да вели, овие луѓе не можат во мене да бидат. Затоа што јас им давам заповеди, а тие не ги исполнуваат. Ете, тоа е важно, браќи и сестри, да живееме во заедница, прво со Бога. А кога ќе бидеме во заедница со Бога, во заедница ќе бидеме со сите кои се во Бога. Тоа е црквата. Затоа црквата ја викаме наша мајка и затоа да се црквуваме редовно, зашто тоа е чекор кон нашето спасение. Да се здрави и живи, милоста Божја да биде со вас.